Ова видео би го започнала со една мотивација од една моја колешка која кажа: мора да молчиме, да бидеме прибрани, како интелигентни, паметни, добри луѓе кои работат на себе, за да не ги навредиме будалите и глупите, затоа што се агресивни, затоа што се насилни. И сега кога сме кај насилството, веројатно од социолошки аспект не би можела да избегнам, да не кажам, дали сте воопшто приметиле дека колку повеќе имаме насилство во средината, толку помалку говориме за насилството. Од каде тоа и зошто тоа? Тоа е стварно парадокс, како и многуте парадокси во општествена заедница, меѓутоа едноставно сега би го посочила и примерот на клиент кој што дојде принуден од институциите, од самото општество да разговара со психолог. За психолозите тој ги смета како дека не треба да работат, бидејќи не знаат што работат, меѓутоа при 2-3 сеанси откривме дека човекот може да работи на себе доколку сака, ама тоа требало да го направи многу одамна, или тоа требало да го направат нивните родители додека биле деца или во тинеџерски денови, средината во која што било училиштето и така натаму. Што сакам да кажам? Самиот клиент беше дрзок, агресивен, беше суптилен, беше човек кој што сака да контролира, човек кој што сака да воспостави ред, ама се со цел да се манипулира, научена техника на однесување, која што му допринесува да не може да го фати човек ниту за глава, ниту за опаш. Едноставно не е компетентен за своите способности, нема доволно вештини, меѓутоа добро манипулира. За манипулативните луѓе обично велат дека немаат емпатија и затоа манипулираат, не можат да се справат со она што треба да се справат како човечка димензија. Меѓутоа, тука имавме нешто друго, за ова се криеше еден психолошки механизам, кој што го пронајдовме во сеанса. Тоа е негов личен психолошки механизам, кој што се нарекува адаптација на инфериорност. Компензирањето на инфериорноста е еден психолошки механизам и на некој начин се адаптира самата личност. Компензирањето на инфериорноста доаѓа уште од одамна, како откриена идеја на Алфред Адлер, кој што едноставно кажал како психолог дека идејата на Адлер му е секако луѓето се раѓаат со инфериорна содржина во самиот развој, бидејќи самите луѓе во нив си имаат недоволност, не сум доволно добар, не сум доволно вреден, не сум доволно истакнат, не сум доволно убав, не сум доволно разоткриен и немам добри квалитети, немам добри вредности. Сето тоа низ развојот можете да го приметите кај некои деца кои што се соочуваат со изучување на нови содржини и кога ќе кажат: ама јас не можам ова, за ова не ме бидува. Постојат здрави инфериорни компензации, ама постојат и нездрави инфериорни компензации. Во случајот со овој клиент говориме за нездрава инфериорна компензација. Таа се подразбира со тоа што тој станува самоуверен, силен, агресивен и ги применува сите своји способности во наводници врз послабите. Дали со психолошко малтретирање, дали со манипулација или со агресија. Агресија преточена во насилство, затоа што знаеме дека агресија е едно, насилство е друго. Во секој случај тоа е негово научено однесување. Што рекол Адлер во однос на оваа инфериорна компензација? Тој рекол дека луѓето кои имаат инфериорна компензација како психолошки механизам, во себе имаат чувство на недоволност, на слабост, на понизност, на помала вредност и се стремат да го трансформираат тоа негативно чувство во себе, кој што многу им штети, кој што ги прогонува и од кој што не може да се оттргнат, може би имаат и инсомнија поради тоа, го трансформираат таквото негативно чувство или чувства во стремеж на однесување кој што ќе значи дрскост, агресија, манипулација, надменост, насилство кога станува збор. Си вели во себе самиот насилник: добро, јас не вредам, не сум доволно добар, не сум доволно битен, не сум доволно приметен, не сум доволно значаен, меѓутоа еве некој ми се плаши. Токму тоа е начин на кој што компензираат делот на сенилниците, меѓутоа има и други механизми во психологијата кои што значат дека може да се трансформира едно внатрешно чувство во друг начин на однесување сосема спротивен
наместо да работите на самите себе, овој пат се обраќам на насилниците, наместо да се пронајдете зошто тоа вие така се однесувате, работете на себе и бидете поспособни и поспремни да бидете корисни граѓани на оваа општествена заедница, а не да правите насилство.